Денеска православната црква ги празнува зачнувањето на светиот Јован Крстител, светата маченичка Ираида и светиот новомаченик Никола Пантопол. Зачнувањето на светиот Јован Крстител. Во овој ден се прославува милоста, чудото и мудроста Божја. Милоста кон побожните и праведните родители на светиот Јован, старецот Захарија и старицата Елисавета, кои целиот живот сакале и од Бога проселе едно дете. Чудото на зачнувањето Јованово во престарената утроба на Елисавета и мудроста во домостроителството на човековото спасение, затоа што Бог со светиот Јован имал особено големи намери, имено да му биде пророк и претеча на Христа Господа, Спасителот на светот. Преку своите ангели Бог го објавил раѓањето на Исак од бездетната Сара и на Самсон од бездетниот Маној и неговата жена, и на Јован, претеча од бездетните Захарија и Елисавета. Преку ангелите своји Бог го објавувал раѓањето на оние со кои имал посебни намери. Како можеле да се родат деца од стари родители? Ако е некој љубопитен тоа да го дознае, нека не ги прашува за тоа ниту луѓето, бидејќи луѓето тоа не го знаат, ниту природните закони, туку тоа и надприродните закони, туку нека го сврти својот поглед кон силата на семокниот Бог, кој од ништо го создал сиот свет и кој за создавањето на првиот човек Адам немал потреба од никакви родители, ниту стари, ниту млади. Наместо љубопитство да му одадеме благодарност на Бога, кој често ни ја јавува силата и милоста и мудроста своја надвор од природните закони, во кои заробени ние, без особените чуда Божји, би паднале во очајание и богозаборав. Светата маченичка Ираида. Некаде ја именуваат Раис или Раида. Девица од некој египетски град Ватан, значи по сета веројатност египтјанка. Еднаш Ираида излегла да наполни вода од бунарот близу до морето и здогледала една лагја наполнета со врзани христијани, свештеници, ѓакони, иноци, жени и девојки. Распрашувајки се дознала дека сиот тој народ го водат мачителите незнабожци на маки и во смрт заради името на Христа Господа. Во срцето на младата Ираида се разгорела желба и таа да пострада за Господа. Ги оставила садовите крај бунарот, влегла во лагјата и исповедала дека и таа е христијанка. Веднаш и неа ја врзале со останатите и ја одвеле во египетскиот град Антинопол. По разните мачења, прво на Ираида ја одсекле главата, а потоа и на останатите. Чесно пострадала и се прославила во почетокот на 4. век. Светиот новомаченик Никола Пантопол. Како момче пострадал за верата Христова од турците во Цариград во 1672. Татко му таму се преселил во Тесалија. Па бидејќи татко му држел бакалница, затоа и тој бил наречен бакал на грчки Пантопол. После многуте принудувања да се потурчи и мачењата за тоа што не сакал, бил убиен и се преселил во Царството Божјо. Моштите му почиваат во манастирот Ксиропотам во Света Гора.
to